Дури вчера, ако се сеќавате, во текот на денот има и пресконференција во која што триумфално најавија дека господата од МВР, Оливер Спасовски, успеале да го уапсат тој кој што дојавувал во училиштата пријави за лажни бомби, за да потоа засрамени од моите информации кои што ги имам, го ослободат момчето вечерта или утрото, би рекол во 2 часот, затоа што нема никаква поврзаност и нема никаква врска со тоа што тие го кажаа претходно на пресконференцијата. Тоа е начинот на кој што функционира, за жал, Министерството за внатрешни работи. Криминалци шетаат, а недолжни луѓе ги затвараат и ги приведуваат. Криминалци шетаат и овде во Прилеп. Точно се знае прилепчани кои се криминалците, нека ги посети Оливер Спасовски неговите пријатели овдека во Прилеп, кои што имаат возен парк со неколку стотици илјади евра, и нека ги праша од каде ги заработиле тие стотици илјади евра возен парк, нека ги прошета неговите пријатели овдека во Прилеп кои што ги посетува кога ќе дојде, од каде им е стекнат тој капитал во изминатите 3-4 години, и ќе ги најде криминалците. Тие треба да ги апсија, не недолжни деца, затоа што Никола може да биде секој еден од нас. Секој еден од нас може да биде Никола. Голема поддршка до Никола и многу скоро ќе дојде крајот на овие политички измамници, а потоа ќе следи, јас ви ветувам, одговорност.